civilmedia.mk. Кратки нозе, добре дојдовте. Заедно со вас разоткриваме нова серија дезинформации со неспорни факти и аргументи. Во ова издание зборуваме за дезинформации изнесени од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски за Скопје 2014 и растот на БДП некогаш и сега. Ке зборуваме и за теории на заговор за Бил Гейтс, чиповите во вакцини кои наводно биле жиг на ѕверот, а и за лажна наградна игра на дистрибутер на позната автомобилска компанија во земјава. Почнуваме веднаш. Во гостување на телевизија 21 на 16 декември, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски беше прашан за коментар на изјавата на подпредседателот на партијата Николовски. Еве во моментов ми пролета една изјава од пред некој ден на подпредседателот на вашата партија Александар Николовски, кој вели дека можеби најголема грешка на ВМРО-ДПМНЕ е Скопје 2014 и парите што се издвоиле за тоа, сега да сме на ова место и на оваа позиција, ние би ги инвестирале во Чебрен и Галиште. Мицкоски коментираше правејќи омилената споредба меѓу перцепцијата и суштината. Во тој период Македонија беше, според, бидејќи имаше финансиска криза, имаше должничко-доверителска криза во тој период, Македонија беше во првите 3 земји во Европа по стапката на раст или во тоа време по стапката на пад, бидејќи сите економии паѓа. Денеска, јас зборам сега за суштина. Да, перцептивно, точно, на луѓето не им се допана на мнозинството на граѓани Скопје 2014 и тие своето се окажа на изборите, најпрвен парламентарни, па потоа и локални. И со тоа заврши. Сега, суштината која е во тој период, ние бевме во првите 3 земји во Европа. Сега, овие што ништо не прават, што имаат супер перцепција, како вие што рековте, бројач, приходи, дана, каква е суштината? Ние сме последни. Овие искази на Мицкоски може да се подложат на методот на проверка на факти. Имено, дали е точно дека во периодот по обелоденување на проектот Скопје 2014 во 2010 година, Македонија беше во првите 3 земји во Европа по стапката на раст или по стапка на пад, бидејќи сите економии паѓаа. Дали е точно исто така дека тогаш ние бевме во првите 3 земји во Европа, како што вели Мицкоски, а сега ние сме последни? На веб страницата на Евростат има податоци за реалниот раст на БДП во 39 држави од Европа од 2009 до 2020 година. Постои само една година кога Македонија била на 3-то место во Европа, иако со негативен раст од минус 0,4%, а тоа е 2009, кога проектот Скопје 2014 не беше јавно обелоденет. Тој беше промовиран во јавноста дури на почеток на 2010 година, со видеото «Визуализација на центарот на Скопје во 2014, објавено на 4 февруари 2010 година. Оттаму за ефектите на Скопје 2014 врз економскиот раст може да зборуваме од 2010 година натаму, а во тој период земјата никогаш не била во првите 3 земји во Европа по економски раст. Ниту пак сега ние сме последни, како што тврди Мицкоски. Има повеќе други земји во Европа кои имаат понегативна стапка на раст на БДП во 2020. Иако ги земеме предвид податоците на Евростат од 2020, Македонија пад од 4,5%, иако ги земеме последните податоци од Заводот за статистика од 10 декември 2021, според кои реалната стапка на раст на БДП во 2020 во однос на 2019 година изнесува 6,1%. И последните податоци од Заводот за статистика од 7 декември покажуваат дека не се точни тврдењата на Мицкоски дека сега ние сме последни по раст на БДП. За третото тримесечие од 2021 стапката на раст на БДП е 3%, а според податоците на Евростат од 16 ноември 2021 порастот на БДП во еврозоната е 2,2%, а во ЕУ 2,1%, значи помал отколку кај нас. Следствено, Мицкоски останува 2 пати со кратки нозе на телевизија 21.
Кога тврди дека проектот Скопје 2014 ни овозможил да бидеме со економски раст во првите 3 земји во Европа. Кога тврди дека сега сме последни. И тука не зборуваме за разлика меѓу перцепција и суштина, туку за математички прецизни статистички факти. Порталот Коловрт и неговата Facebook страница на 14 декември 2021 година во рубриката Технологија објавија текст со наслов "Жигот над зверот и за деца. Бил Гейтс сака да имплементира печат со невидливо мастило и за најмалите." Се разбира, објавата не содржи никакви технолошки информации, туку теории на заговор и дезинформации. Само неколку месеци пред јавното откривање на коронавирусот во Вухан, научниците од Технолошкиот институт во Масачусетс МИТ објавија дека е завршена технологијата за тетовирање на печати, жиг над зверот, што би ги следеле нивните евиденции за вакцинација на децата, се вели во објавата. Но теориите на заговор дека вакцините се жигот над зверот, израз во христијанскиот Нов Завет, не се нови, туку стари неколку столетија, уште откако успешно се применуваат вакцините против сипаници, кои оставаат физичка трага. Овие теории воскреснаа со пандемијата, а главна мета им е милиардерот Бил Гейтс, кој без никакви докази се обвинува дека ја користи пандемијата и вакцинацијата за да имплантира кај луѓето и децата чипови, кои се толкуваат како сатанистички белези, жиг над зверот. Негативниот ефект на ваквите дезинформации и теории на заговор не е за занемарување, затоа што анкетите покажуваат голем процент на испитаници кои веруваат дека Бил Гейтс е поврзан не само со планот за користење на вакцинацијата за имплантирање микрочипови кај луѓето, туку и со создавањето и ширењето на коронавирусот. Тоа се гледа и од протестите против вакцинација ширум светот, каде што се користат плакати и слогани против Бил Гейтс. Вакцините против COVID-19, како и тие против сипаници, немаат никаква врска со митот за жигот над зверот. Нема никакви докази дека некој се обидува преку вакцините да имплантира микрочипови. Но има сериозни докази дека ваквите теории на заговор и дезинформации се штетни не само по менталното, туку и по физичкото здравје на општествата, доколку се инфицираат со нив. Лажна страница со име Шкода Македонија на Facebook неколку пати објавува лажни информации за наградни игри. За оваа нова измама на социјалните мрежи извести порталот ММС во написот "Кога да си ја земам Шкодата, луѓето побудалеа по лажна наградна игра, не се свесни дека се изманипулирани." Станува збор за Facebook страницата Шкода Македонија, на која е објавен и пост со назнака од Facebook како лажна информација и линк до рецензијата од Вистиномер. Со лажна Facebook страница на Шкода се лажат корисниците на Facebook дека може да добијат нов автомобил. За жал, на истата лажна страница, официјално демантирана дека не е на Шкода од Македонија, се објавени уште неколку лажни информации за наградни игри, за кои нема предупредување од Facebook дека станува збор за лажни информации. Добро е тоа што проверувачите на факти, но и популарни портали ги разобличуваат овие дезинформации. Но тие не можат да ги спречат ваквите објави. За тоа се задолжени други институции, а и самите социјални мрежи кои не треба да дозволуваат вакви содржини. Затоа внимавајте, особено на социјалните мрежи. Проверувајте и не наседнувајте на лажни вести и дезинформации, за да не останете со куси нозе или со празни джебови. Тоа беше се во овие кратки нозе. Очекувајте не наскоро во нова заедничка потрага по вистината. Останете со Цивил Медија.